Почитувани, срамно и недостоинствено за функцијата, Дарко Димовски, политички поставени од председател на Сојузот на синдикати, наместо поддршка на штрајкот на образованието, денеска застана во одбрана на владата. Димовски, за подсетување, кршеше врати со асистенција на СДСМ, Оливер Спасовски и Мила Царовска, беше поставен со партиска агенда да го чува грбот на власта пред осиромашувањето и притисоците врз работниците. Во моменти кога сето образование во Македонија е во штрајк заради недостоинствени плати, во моменти кога оние кои што ја згрижуваат, воспитуваат, образуваат македонската иднина, се соочуваат со тешки притисоци и закани, во моменти кога владата спроведува најбрутални закани и притисоци кон оние што го користат правото на штрајк, Дарко Димовски го покажа лицето на партиската агенда во фотелјата на ССМ и денеска го нападна сиот образовен капитал, нападна синдикат и сквернави штрајк кој што трае 2 недели за да ја брани владата. Срамно и недостојно за позицијата председател на Сојузот на синдикати, а по состанок со Ковачевски и со Груби, Дарко Димовски застана во одбрана на владата и нападна штрајк, нападна синдикат и го нападна достоинството на образованието. Почитувани, на површина излегува сета политизираност и партизација на Сојузот на синдикати. Димовски како синдикален лидер, за како што се представува, 5 години не организирал ниту еден протест за работничките права. Димовски треба да знае дека владата е банкарот кој што троши за луксузи на сметка на економското тонење на работниците. Синдикалните организации се организации за заштита на правата на работниците како и за подобрување на нивниот стандард, а не за одбрана на владата при кршење на работничките права, закани и уцени врз нив. Почитувани, Македонија ја оставија без здравство, лекови, вакцини, брашно, зејтин, струја, вода, без пари, без плати. Задолжувањата се поголеми, а секојдневно државата тоне во криминал и во корупција. Секој еден ден поминат со СДСМ на власт е поскап од превремени парламентарни избори. Ви благодарам.